Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Ние мораме да го воспоставиме и да го зацврстиме нашето вистинско јас во нас. Кои сме ние? Зошто сме онакви какви што сме? Зошто сме тука? Да се адаптираме на тоа зошто сме тука, која е нашата цел и мисија, а каде се наоѓаме всушност представуваме место на небесата, во срцето на небесниот татко. Кои сме ние е всушност идентитетот за кој Исус Христос дојде на земјата и не откупи и не врати во собственост на Бог. Господ Бог, кога не изговори од неговата уста и не прати во утробата на нашата мајка, всушност изговори жив дух во нас и станавме жива душа. Кога Бог го стори тоа, секоја намера за нас беше напишана во книга уште пред да се случи се. Идејата на Исус беше да не откупи сите. Не само да не врати, туку да не откупи. Кога го стори тоа, ние станавме совршени во неговите очи. Станавме свети, без дамка, без грешка. Поточно во послание до Ефесијаните, 1 глава, пишува: Благословен нека е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков вид духовни благослови од небесните простори, бидејќи му припаѓаме на Христос. Поради својата љубов спрема нас уште пред светот да биде создаден, Бог не одбра да бидеме негов народ, преку вера во Христос и да бидеме свети и без пороци во неговите очи. Неговиот план од секогаш беше преку Исус Христос да не посвои, да не направи негови деца. Тоа беше резултат на неговата благонаклоност спрема нас. Го славиме Бога заради таа прекрасна благонаклоност што ја излеа врз нас, бидејќи му припаѓаме на неговиот сакан син. Христос ја пролеа собствената крв за да не откупи. Сега гревовите ни се простени. Го стори тоа поради својата неизмерна благонаклоност према нас, излевајќи ја врз нас заедно со сета мудрост и разбирање. Бог ни откри каква му била намерата и ни го објасни тајниот план што веќе беше решил да го оствари преку Христос. Планот што Бог ќе го доврши, кога за тоа ќе дојде време, е да собере се заедно, и од небото и од земјата, и да го стави под власт на Христос. Токму по заслуга на Христос и ние бевме избрани за наследници, однапред определени од Бог, кој се прави онака како што самиот тој ќе реши. Ние ќе увеличиме Божјата слава, сите ние што навреме ја положивме својата надеж во Христос. И вие сте сега Божји народ. Ја слушнавте вистината, радосната вест за тоа како можете да се спасите и поверувавте во неа. Бог ве посвои, ставајќи го врз вас во печат со тоа што ви го даде Светиот Дух, токму онака како што ни беше ветено. Светиот Дух е гаранција дека навистина ќе го добиеме она што Бог му го вети на својот народ. Откупување, ослободување за тие што се негови. Тоа е уште една причина да го славиме нашиот величествен Бог. Што ми ја примиме благонаклоноста на Бог преку крвта на Исус Христос и ние сме спасени. Ние сме чисти и совршени. Не сме повеќе изгубени. И за тоа кои сме ние е веќе воспоставено уште пред да се родиме. Така што нашиот идентитет не е нешто што треба да биде оформено, не е нешто што треба да биде примено или пак нешто што треба да се постигне. Ние сме родени вака, во овој свет со цел.
Надежта на Бог, неговата волја е вдишана во нас. Тоа што ни е во срцето, се книги кои се напишани за нас, како што гласи Псалм 139. Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку ги разбираш мислите мои. Одам или лежам, ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, ти, Господи, веќе ги знаеш. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си, раката Твоја е положена над мене. Се восхитувам на Твоето знаење, тоа е превисоко, не можем да му придам. Каде да одам од Твојот дух и од лицето Твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, Ти си таму. Ако слезам во подземјето, Ти си и тука. Ако ги земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето, и таму ќе ме води Твојата рака. Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, може би темнина ќе ме покрие, но и ноќта е како светлина околу мене. И темнината нема да биде темнина за тебе, и ноќта за тебе е светла како ден, и темнината како светлина. Зашто Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокри од Тебе, додека настанува во тајност, исткаен во длабините на земјата. Твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата Твоја се е запишано за мене, дури деновите мои се забележани, кога уште не постоеше ниеден. Сите ние имаме лична врска со небесниот татко. Потребно е да го оформиме нашиот ум според Божиот збор, така што духот и душата ќе бидат во согласност. Ако умот е трансформиран, значи дека е обновен. Тогаш може да се синхронизираме со нашиот дух. Мора да му дозволиме на небесниот татко да биде дел од нашиот живот. Треба да бидеме отворени за промена. Мора да дојдеме до положба во која ќе сватиме дека сме целосно прифатени од него. Сите пречки, нејасноти, збунетост, што ги имаме во умот можат да бидат решени само со него. Но тоа се прави преку лична врска со него. Еремија 17:10 гласи: Јас, Господ, ги истражувам срцата и ги испитувам бубрезите, за да му дадам секому според неговото поведение, според плодот на неговите раце. А во летописи пишува: Знам, Боже мој, дека Ти го испитуваш срцето и ја сакаш чисто срдечноста. А во Псалм 7 пишува: Стави и крај на злобата на нечистивите, а праведниот зацврсти го. Ти, кој ги испитуваш срцата и бубрезите, праведен Боже. Бог ми е штит, тој ги спасува оние што се со чисти срца. Небесниот татко е правичен и одговорен. Дали ние сме послушни? Зборовите во Исаија 1 глава гласат: Тогаш дојдете и ќе се пресуди, вели Господ. Гревовите ваши да се и како бакам, како снег ќе ги побелам, да бидат црвени како пурпур, како волна ќе станат бели. Ако го барате и послушате, ќе ги јадете добрата земни. Ако пак не сакате и се спротивставувате, меч ќе ве истреби. Тоа го рече устата Господова. Овие се добрите вести. Исус Христос не само што ќе не спаси, туку и ќе не излекува, ќе не избави и ќе не одржи избавени. А остануваме избавени од причина што знаеме кои сме.
и дека никогаш нема да се вратиме на нашето старо јас, на нашето намерно грешно однесување, бидејќи во нас тече кралска крв. А со тоа, ние ќе сакаме сите да знаат дека Господ Бог е наш избавител. Апостол Павле пишува вака: Браќа, јас, затвореник во Господа, ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани, со секаква смиреност и кротост, со долготрпеливост, поднесувајќи се еден друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Што сака да каже со ова? Дека е потребно да ја промениме старата слика за себе и да погледнеме што Бог веќе има направено за нас. Тој не избави од темнината, не исчисти и ние сме правични пред Него. Затоа, да се соочиме со джиновите што се пред нас, да се пробудиме и да го истуркаме ѓаволот. Имаме авторитет за тоа, даден ни е. Исус Христос не го запишуваше тоа што го говореа демоните, туку им наредуваше да си одат. Тоа е совршената Божја волја. Но, да запомнеме дека мора да се бориме. На сите нам ни е потребна вистината. Мора да зборуваме од лабините на духовниот оган. Да ги поттикнеме духовните дарби што ни се дадени од Бог. Да не заборавиме дека сме избрани како деца на небесниот татко и дека имаме кралска крв, да се однесуваме и да живееме како такви. Елиезер.